Редовен термин за дневникот на К1 телевизија. И во овој дневник во целост ви ги пренесуваме најновите настани и случувања од Вардарскот и Квешкиот регион Македонија, светот и спортот. Јас сум Катерина Нацева, а ова се настаните на денот. Германската винарија Штефан Вајнер продадена. Новиот собственик ќе ги исплати за останатите суми на лозарите за предаденото грозје. ВМРО ДПМН е обвинува СДСМ крати пари од програмата за рурален развој, за да има плати за партиски вработувања. 24-та летна крводарителска акција во организација на Црвен крст Велес. Добра вест за лозарите пристигна од Тиквешијата. Германската винарија Штефан Вајнер е продадена. Неофицијално дознаваме дека винаријата ја купил кавадарчанецот Бруно Грозданов, кој е собственик на успешна фирма, живее и работи во Скопје. Добрата вест е тоа што ќе им биде исплатен предадениот род на лозарите од изминатите години. Инаку винаријата поради непочитување на законот за вино и нерасчистените сметки кон лозарите неколку години беше под хипотека. Градоначалникот на Кавадарци Александар Панов на панел дискусијата рече дека во периодот на неговиот прв мандат од 2009 до 2013 година тие се справувале со многу екзистенционални прашања за граѓаните, како што се недостиг вода за пиење. Додека во вториот мандат повеќе се работело за воздигнување на првобитните проблеми и се решавале проблеми кои не се од екзистенционален тип. Мартина Митков има повеќе за ова. Кавадарци во моментов е град кој има најмала невработеност во Македонија, која се движи нешто под 10%, што представува европски процент. Ова го истакна градоначалникот Александар Панов на панел дискусијата во организација на ВМРО ДПМН, која има за цел да се презентира она што градоначалниците од оваа партија го сработиле изминатите години. Панов кажа дека во периодот на неговиот прв мандат од 2009 до 2013 година тие се справувале со многу екзистенционални прашања за граѓаните, како што се недостиг вода за пиење, како и рестрикција на водата, а за овој проблем кажа дека голема заслуга имала и тогашната влада. Би сакал во интерес на вистината да ја запознавам целата македонска и кавадаречка јавност и да ја потсетам кавадаречката јавност дека Кавадарци во моментот е град кој што има најмал процент на невработеност во Република Македонија, кој што се движи нешто под 10%, што представува европски процент на невработеност, што секако се должи на најголемата инвестиција во Република Македонија, кога се во прашање не висината и милионите евра вградени во таа инвестиција, туку кога се во прашање бројот на вработените. Имено Дрекслмајер во моментот вработува околу 6000 работници и е на број 1 во Република Македонија. Во вториот мандат пак повеќе се работело за воздигнување на првобитните проблеми и се решавале проблемите кои не се од екзистенцијален тип. Морам да истакнам дека преку владата предводена од Никола Груевски и ресорниот министер Милијан Екиевски за Кавадарци, Росоман и Неготино беа одделени повеќе од 2,5 милиона евра, кои што ги инкорпориравме во нов цевковод во должина од некаде 8 километри и со ова дополнителна зафатена вода обезбедивме трајно решавање на проблемот со водоснабдувањето на Кавадарци и на општина Росоман. И секако ја подобривме водоснабдувањето, односно онаа количина која што треба да се дава на општина Неготино, со што го подигнавме процентот на водоснабдување со питка вода за пиење за градот Неготино. Панов рече дека Кавадарци го има најдоброто комунално предпријатие во Македонија, за разлика од претходно, кога тоа било задолжено со 1,2 милиони евра и многу тужби кои пристигнале во периодот од 2010 и 2011 година. Јавното предпријатие ЕВП
трета година котира и единствено јавно предпријатие кое што има остварува одредена добивка по тоа кое што ние подоцна ја наменуваме за задоволување на различни инфраструктурни потреби на општината. Јавното предпријатие во последните неколку години има набавено 20 возила, од кои што само 1/3 се автомобили, другите 2/3 се специјални возила за износ на смечарки, метларки, булдужери, скипови и така натаму. А исто така морам да истакнам дека и платата во јавното предпријатие е дигната за неколку десетици проценти, со што го вративме достоинството на вработените во јавното предпријатие Комуналица. На панел дискусијата градоначалникот Панов се осврна и на капиталните проекти изградени изминатите 8 години и дека помошта која владата на ВМРО ДПМН ја давала за општините треба да биде како пример да го следи и новата влада. На панел дискусијата говореше и секретарот на локалната самоуправа Кавадарци Кире Делов, кој истакна дека изминатите 8 години локалната и централната власт ја докажала грижата кон развој на образовниот процес и грижата кон децата од предшколска возраст со реконструкција и адаптација на повеќе постоечки, односно 5 градинки и изградба на нова детска градинка која се очекува да биде пуштена во септември. Во изминатите 8 години најсуштинските инвестиции што локалната самоуправа ги направи беа токму во образовните институции во градот, изјави Кире Делов, секретар на локалната самоуправа на панел дискусијата на ВМРО ДПМН, додавајќи дека со самото тоа се докажала грижата на локалната и централната власт за развој на образовниот процес и децата. Покрај реконструктивните зафати, проширувањето и адаптациите на 5 градинки, Кавадарци се уште се соочува со проблем за згрижување на децата од предшколска возраст. И покрај тоа што општина Кавадарци функционираше со 5 објекти кои што ги термо направи инвестиции во самите нив, ги адаптираше дел од просториите во занимални каде што се зголеми дополнително капацитетот за сместување на дечиња. Сето тоа не беше доволно. Енергетски ефикасни ги направи фасадите, со тоа дополнително се направи заштеда во делот на користење или трошокот на енергенсите. Дополнително се вложи исто така и во детска градинка во селото Ваташа, која што е со капацитет од 50 дечиња. Во месец септември се очекува да биде пуштена и новата детска градинка која е со капацитет од околу 100 деца. Со ова донекаде би се ублажил проблемот со сместувачките капацитети во општината. Делов порача новата влада на СДСМ да смогне сили за изградба на уште една нова детска градинка. Што се однесува до предучилишната возраст, односно е значаен сегмент во делот на поставувањето на младите деца во иднина. Очекувањата се од новата влада предводена од СДС да смогнат сили да излезат во пресрет на потребите на сите кавадарчани, на сите граѓани, со тоа што тие ќе изградат нова градинка и со тоа ќе ја покажат барем во еден дел нивната грижа за потребите на кавадарчани. Делов истакна дека Кавадарци има европска стапка на невработеност од 12.000, сега има 2.500 невработени регистрирани во Центарот за вработување, а за намалувањето на невработеноста допринеле и програмите и мерките на Агенцијата за вработување на Република Македонија, особено мерката за самовработување, од која 2.500 граѓани основале сопствен бизнис. Ребалансот на буџетот кој го донесе СДСМ значи кратење на средства за улици, водоводи и канализациони мрежи во многу населени места, обвинуваат од ВМРО ДПМН. Кратењето на средствата со кои се финансираат проекти за рурален развој е апсолутно скандалозна, рече Ангел Димов од ВМРО ДПМН на денешната пресконференција. Скандалозна е одлуката на владата предводена од СДСМ да се укинат средствата од буџетот на Република Македонија со кои се финансираат проекти за рурален развој. Скратени се цели 100 милиони денари од програмата за рурален развој, средства кои што можеат да се реализираат многу инфраструктурни проекти во општините, наменети за подобрување на живот во селата, велат од ВМРО ДПМН. Со средствата од оваа програма во наредниот период требаше да се изгради патниот правец за жителите на село Сливник, да се постави нова водоводна
линија за непрекинато снабдување на горнооризари, да се изградат канализациони мрежи во повеќе населени места и да се уредат улици. Димов потсети дека за разлика од сегашната власт, владата предводена од ВМРО ДПМН, во изминатите 4 години преку програмата за рурален развој во Велес реализираше проекти во вредност од 35 милиони денари. И се изгради колектор за фекална канализација и прочистителна станица во село Раштани. Се реконструираа повеќе улици во село Иванковци и се уреди центарот на селото. Се постави урбана опрема и клупи и летниковци во просторот околу езерото Младост. Тоа се нови содржини кои граѓаните секојдневно ги користат. Се гради водовод во населбата Трпезица, селата Дорутовец и Челошево за поврзување на околу 5000 жители од овие места во градскиот водоводен систем. Димо вели дека негрижата за потребите на граѓаните ќе биде со краток рок, бидејќи кратењето на средства било јасен показател дека владата на СДСМ не води грижа за развој на животот во руралните средини. Кратењето на средствата за поддршка на проекти во руралните средини е јасен показател дека владата на СДС не се грижи за создавање на подобри услови за живот во Иванковци, Чалошево, Мамутчево, Раштани, Бузалково, Сливник и во останатите населени места во општина Велес. Туку најважно им е да ги пренаменат парите за партиски вработувања и вработувања на членовите на шарената револуција. Димо вели дека поради ваквата политика на следните избори СДСМ ќе загуби катастрофално. Во стан во новиот центар на Кавадарци ноќеска избувнал пожар во кој за среќа нема повредени лица. Територијалната противпожарна единица од Кавадарци интервенирала со 2 противпожарни возила и 3 пожарникари. Дополнително ќе се утврдуваат причините за пожарот и висината на материјалната штета во станот. Мартина Митков ги има деталите. Во раните утрински часови пожар избувнал во стан во новиот центар на Кавадарци. За среќа повредени нема. Територијалната противпожарна единица од Кавадарци на лице место интервенирала со 2 противпожарни возила и 3 пожарникари. Пожарникарите не дозволиле огнот да се прошири и на останатите станови од колективната стамбена зграда. Причината за настанување на пожарот е најверојатно преоптеретување на електричната мрежа, на што командирот на територијалната противпожарна единица Илчо Богевски апелираше да се внимава на еден извор на енергија, да не се приклучуваат повеќе електрични апарати и да внимаваат на квалитетот на продолжните кабли. Дополнително ќе се знаат причините за пожарот и висината на материјалната штета во станот. Инаку летниот период е време кога поради високите температури и човечкото невнимание придонесуваат за поголем број пожари на отворено. Од Кавадаречката противпожарна единица апелираат да се почитуваат мерките и препораките и да не се пали оган на отворено. Инаку во Кавадаречко и Росоманско деновиве имаше неколку активни пожари кои навреме беа изгаснати и ставени во мирување. Во организација на Црвен крст Велес и Институтот за трансфузиона медицина Скопје денес беше организирана 24-та летна крводарителска акција. За само неколку часа дарувани беа повеќе од 50 крвни единици. Очекувањата на организаторот се од оваа акција да се соберат околу 200 крвни единици. Велешките крводарители на оваа летна дводневна крводарителска акција ја покажуваат својата хуманост. За само неколку часа дарувани се повеќе од 50 крвни единици. Од Општинската организација на Црвен крст вела дека ова е очекувано. Летната крводарителска акција е традиционална и немасовна. Акцијата се организира по 25 пат годинава. Ова летна крводарителска акција трае 2 дена од 7:30 до 14:30 часот. Одзивот е добар, имаме голема посетеност од страна на крводарителите. Очекуваме тие што денеска поради било какви причини не успеале да дојдат утре да даруваат. На 7 пункта, 2 екипи на Институтот за трансфузиологија од Скопје ја реализираат акцијата. Доктор Анита Бажинова Петковска вели дека велешани и понатаму се синоним за доброволното дарување на течноста што живот значи. И денес велешани ја покажуваат несебично својата волја, желба да помогнат на нашите граѓани, дарувајќи крв.
Имаме една солидна бројка, може би нешто и повеќе од 50 крвни единици до сега собрано. Очекуваме се уште да ни дојдат граѓаните на Велес. Подсетување за нив дека акцијата ќе биде во 2 дена, значи и утре портите на театарот од 7:30 до 14 часот се отворени за сите оние кои што сакаат да даруваат крв, значи за оние кои што веќе дарувале, но и оние кои што се уште не дарувале ги повикуваме во семејството на крводарители. Раката за дарување на крв секој крводарител ја подава од собствени причини, но една е заедничка – да се спаси нечи живот, велат анкетираните крводарители. Јас сум веќе крводарител 8 пати до сега имам дарувано и за мене тоа е доста големо искуство и мотивација понатаму за со самата помисла дека ќе на некому кога ќе му притреба или во случај ќе му излеземе во сусрет да му помогнеме да спасиме некој живот. Убаво, кога секогаш. Кога се дарува крв, спасува еден живот и така. По кој пат дарувавте? Преку 30, точно не 32 месечно. Добро е чувството кога знаеш дека на некој му спасува живот. Очекувањата на организаторот, Општинската организација на Црвен крст Велес, од оваа акција се да се соберат околу 200 крвни единици. Истите се наменети за потребите на скопските клиники. Средното стручно општинско училиште Коле Неделковски вчера вечер во просториите на Народниот театар J.H. Каџинот ги додели дипломите на матурантите, а беа наградени и најдобрите ученици и класови. Според директорот Ристовски, на овој начин се мотивираат учениците за уште поголеми успеси и постигнувања во делот на образовниот процес. Признанието и наградата секогаш се мотивација и поттик за уште поголеми успеси. Водени по оваа пракса, наставниот кадар при Средното стручно општинско училиште Коле Неделковски и оваа година доделија пофалници и награди на најдобрите ученици и класови. Вршиме избор на најдобри ученици по паралелки, по години, најдобар ученик на училиште и овие ученици секоја година се наградуваат со скромни награди кои што би останале во нивно сеќавање понатаму. И секако ќе им даде мотив за понатамошна работа, успешна работа, позитивна. Она што е добро за нашите ученици и мотивација повеќе е токму размената на ученици и меѓународната соработка која имплементира нашето училиште преку наставниот процес, потенцира Ристов. Најдобрите ученици секогаш имаат можност понатаму покрај редовната настава да излезат и надвор од училиштето, надвор од државата. Повторно ќе имаме како и минатата година проект Еразмус, со кој што учениците ќе имаат можност да се дружат во Шпанија и во Бугарија овој пат. На овој настан беа доделени и дипломите на матурантите, чин кој за нив означува почеток на ново поглавје во животот, трасирање на патот и креирање на сопствената иднина. Со завршување на училиштето, нели во нашето училиште, да продолжат понатаму на високо образование, во стопанство и практично секој во животот понатаму. Значи влегуваат во една нова фаза од животот, секој нели понатаму ќе си го креира по сопствена желба, можност и... Според јавниот оглас, Средното училиште Коле Неделковски во новата учебна година планира да запише 8 паралелки во електромашинската струка, сообраќајна и угостителска. За сега во првиот уписен рок има запишано околу 230 ученици. Ристовски очекува оваа бројка да се зголеми до почетокот на учебната година. Во изминатите 3 месеци, заедно со денешната аукција, Министерот за финансии Драган Тевдовски има издадено државни хартии во вкупна вредност од 145 милиони евра. Средствата се собираат директно од македонските банки, кои наместо да се користат за кредитирање на македонското стопанство, се користат за покривање на буџетската дупка, рече на пресконференцијата Христијан Делев. Вистинското лице на владата на СДС, додава тој, се види и со ребалансот на буџетот со кој се предвидува дополнително задолжување од 150 милиони евра. Вести од земјава во продолжение.
Основното јавно обвинителство информира дека по наредба на јавен обвинител на телото на убиениот Диловер Бојко, собственик на ресторанот Аква Блу во Струга, ќе се изврши обдукција. Оттаму посочуваат дека интензивно се преземаат мерки и активности за откривање на сторителот на кривичното дело. Дежурен јавен обвинител на Струшкото јавно обвинителство заедно со увидна екипа од секторот за внатрешни работи Охрид, полициска станица Струга, вчера извршили увид на лице место каде што беше убиен собственикот на ресторанот. Од местото на настанот подигнати биле траги и истите веднаш биле дадени на вештачење. Во соопштението, обвинителството информира дека убиството кое се случило вчера околу 17 часот го извршил засега непознат сторител со истрел од огнено оружје на терасата на ресторанот Аква Блу во Струга. Петмина жители на Македонски Брод се осомничени за пожарите во атарот на оваа општина. Секторот за внатрешни работи Битола, полициска станица од општа надлежност Македонски Брод, им поднесе кривични пријави поради постоење основи на сомнение дека пријавените сториле кривични дела, предизвикување општа опасност и предизвикување шумски пожар. Двајца од осомничените се обвинети за подметнување на пожар во село Могила, каде во дворното место од куќа, собственост на пријавените, започнал пожар, што подоцна се проширил, при што биле опожарени 2 напуштени куќи, сандаци со пчели, но бил предизвикан и шумски пожар и била опожарена значителна површина со борова шума. Од превземените мерки постојат сомнение дека пријавените фрлиле отпушок од цигара во сено и предизвикале пожар, што подоцна се проширил. За пожарот кај местноста Бигро и Круша во близина на село Треболја, осомничен е жител од селото Косово, додека за пожарите во селото Долно Зркле и Заграден осомничени се 2 други лица. Повеќе од 200 лица загинаа во последните денови во поплавите и свлечиштата во Непал, Индија и во Бангладеш, соопштија денеска властите на тие земји. Најпогоден од поројните дождови во сезоната на мусуните е Непал, каде во последните денови загинаат 91 лице, а илјадници куќи се разурнати, голем број луѓе се принудени да ги напуштат домовите, а угинати се и многу животни. Во поплавите повредени се 25 лица, а 38 се водат како исчезнати. Индиските власти денеска соопштија дека во поплавите загинале 81 лице, првенствено во источните и североисточните индиски држави. Бангладешката служба за справување со несреќи и катастрофи информира дека во поплавите загинаа 29 луѓе, а 1,5 милиони лица се раселени. Ова е свето денес. Соединетите американски држави ќе ја преиспитуваат трговската политика со Кина. Дали американските компании имаат штети и треба да истражува постојаниот американски представник за трговија Роберт Лајханзер. Како што пренесува ДПА, тој од американскиот претседател Доналд Трамп добил задача да ги преиспита трговските политики на Кина и да утврди дали тие им нанесуваат штети на американските компании. Извршната наредба упатена до Лајханзер, Трамп ја потпишал во Белата куќа во присуство на американските секретари за трговија и за финансии. Крвава ноќ во Париз. Едно лице е убиено, а 12 се повредени кога автомобил влетел во пицерија. Несреќата се случила во населено место на 35 километри источно од Париз и засега полицијата настанот не го третира како акт на тероризам. Француските медиуми, повикувајќи се на изјава на представник на Француското министерство за внатрешни работи, пренесуваат дека лицето кое го управувало автомобилот марка BMW е француски државјанин на возраст од 32 години и истиот е приведен. Она што засега било познато за напаѓачот е дека тој немал никакво досие во полиција. Но она што е интересно за човекот кој усмрти 13 годишно девојче е дека пред неколку дена се обидел да се самоубие.
Денеска имаме сончево време со мала до умерена облачност, проследено со слаб до умерен северен ветер, особено во источните делови долж по Вардарието. УВ индексот има вредност 8. Утринската температура се движеше од 9 до 16 степени, а дневната температура достигнува до 34 степен. Следува период на претежно стабилно време и попладне, исто така температурите ќе бидат покачени. Дневната температура ќе биде во пораст и во наредните денови, но ќе се задржи во рамки на просекот за овој период од годината. Утре и задутре ќе има локално зголемување на облачноста и услови за појава на краткотраен дожд и ретки грмежи. Ова беше последната информација. Благодарам за вниманието. Пријатно.